Поздрав до сите слушатели на ЕСИ Радио, вие сте со емисијата Шах со Љубиша Антоновски. Во очекување на турнирот на кандидатите, која оваа година ќе се одржи во главниот град на Шпанија, во Мадрид, и кој што ќе почне, односно партиите ќе почнат на 17 јули и ќе траат се до 4, односно 5 јули, кога би се играло разигрувањето доколку е потребно, значи каде што 8 темина во двукружен турнир ќе се борат за првото место, каде што само победникот ќе се стекне со правото да го предизвика светскиот шампион Магнус Карсен за шаховската круна во меч кој што би се играл до година. Но ние во оваа емисија сакаме да прикажеме една кратка историска ретроспектива на турнирите на кандидатите. Имено, ако започнеме после Втората светска војна, практично 5 шахисти тогаш играа турнир на кандидатите, но тие играа за титулата, затоа што по смртта на Алехин 1945 година не се одржа веќе договорениот негов меч со Ботвиник, туку шаховскиот трон беше испразнет. Иако последниот од светските шампиони претходно беше петиот пред Макс Себе, тој беше само еден од 5-мината учесници кои што разигруваа за титулата светски првак. Практично тој турнир на кандидатите кој што Ботвиник убедливо победи, го доби 48 година и стана светски шампион, значи беше еден така специфичен турнир. Но веќе од 50-та година имаме прв турнир на кандидатите, каде што ќе победат двајца шахисти од така наречената Киевска шаховска школа, имено велемајсторите Давид Бронштейн и Исак Болеславски, кои потоа ќе разигруваат меѓу себе во дополнителен меч, кој што исто така помине во доста равноправна борба, но дури во финишот на мечот Бронштейн успеа да се одвои да победи и да го предизвика светскиот шампион Михаил Ботвиник. Тој меч заврши значи нерешено 1951 година. Заврши нерешено, Ботвиник ја одбрани својата титула. Следниот турнир на кандидатите се играше во Цирих 1953 година. И тука ќе доминира рускиот велемајстор Василий Смислов, кој што убедливо со 2 предност ќе помине прв низ целта и ќе го предизвика Михаил Ботвиник. Ќе се случи така да Василий Смислов одигра дури 3 меча за титулата со тогашниот светски шампион Михаил Ботвиник. Првиот меч ќе заврши нерешено. Значи, по втор пат Ботвиник нема да победи, но ќе успее да игра 12-12 во мечот на 4 партии и да ја сочува својата титула. 1956 година Смислов ќе го повтори подвигот и повторно ќе победи на турнирот на кандидатите, овој пат со поен и пол предност, и повторно ќе го предизвика светскиот шампион Михаил Ботвиник, но и ќе го победи во меч, за да ја освои титулата светски шампион. Но во тоа време, според клаузулата, светскиот шампион Ботвиник има право на реванш, тој тоа право ќе го исползува и 58-та година Ботвиник повторно ќе победи, ќе се ја врати титулата светски шампион. 1959 година имаме повторна турнир на кандидатите, значи во некој циклус од 3 години, повторна турнир на кандидатите, кој што ќе се игра во Блед, Загреб и Белград, значи во тогашна Југославија, и каде што прв низ целта ќе помине младиот латвиски велемајстор Михаил Тај, кој што тогаш настапува за Советскиот сојуз. Михаил Тај во еден тежок турнир, во 4 круга, 8 натпреварувачи, и тај ќе го предизвика светскиот шампион Михаил Ботвиник. 1960 година го играат тој меч, тој ќе победи и ќе стане најмладиот светски шампион во историјата. Но големиот Михаил Ботвиник, патриархот на советскиот шах, повторно го ползува своето право на реванш и 1961 година убедливо ќе го победи тај во реваншот и ќе се задржи својата титула. 1962 година се игра повторно турнир на кандидатите,
kada što ќе настапи и 59-та година прв пат настапува Фишер, но тој има само 16 години, веќе 62-та година како 19 годишен и по убедливата победа на меѓузонскиот турнир се смета за еден од главните фаворити. Но тој тежок турнир исто така во 4 круга, во Кирасао на тешка влажна клима, прв низ целта за половина поен ќе помине Петросјан и ќе го предизвика светскиот шампион, 63-та година ќе стане светски шампион. Но тој турнир помина во доста контраверзи, затоа што и особено Фишер ги обвинуваше руските велемајстори Петросјан, Гелер и Керес како не ги играат своите партии, туку ги ремизираат. Додека останатите надпреварувачи, тоа беа Корчнoj, Филипа, Бенке и Фишер, ги играат сите своји партии, а за жал Михаел Тај заради болест мораше да отстапи после нешто повеќе од половина турнир. И како и да е, токму благодарение на авторитетот на Фишер, иако толку млад, тоа беше таа година кога FIDE ги замени правилата, односно веќе во следниот циклус, што ќе значи од 65-та година веќе нема да се игра турнир на кандидати, туку ќе се играат мечеви на кандидати. Значи, мечевите беа регрутирани од меѓузонските турнири и по пат на мечеви се доаѓаше до предизвикувачот на светскиот шампион. Борис Спаски, слично на Василий Смислов во 50-тите години, Борис Спаски ќе успее два пати во тие мечеви на кандидатите да стигне до статусот предизвикувач. Првиот пат, 1966 година, нема да успее против Петросјан. Петросјан ќе победи и ќе си го задржи статусот светски шампион уште 3 години, кога во вториот обид, повторно преку мечевите на кандидатите, Спаски ќе стане предизвикувач и овој пат ќе стане и светски шампион. 72-та година, повторно преку мечеви, овој пат Фишер ќе го предизвика Спаски и ќе го победи и ќе стане светски шампион. Така врви, да речеме, историјата шаховска, почнувајќи од Втората светска војна. Стигнавме до Фишер, кој што потоа не ја бранеше титулата, па Карпов дојде на неговото место 75-та година и така натаму. Но, еве дадовме еден историски пресек, да речам, еден преглед како се играат тие мечеви турнири на кандидатите, па потоа мечеви на кандидатите за последниве години повторно да дојдеме до турнири на кандидатите. И тешко е да се каже всушност која формула е најточна, најправилна или на кој начин треба да се дојде до предизвикувач на светскиот шампион. Како и да е, ни предстоат интересни возбудувања на турнирот на кандидатите кој што ќе се игра оваа година во Шпанија, кој што секогаш побудува огромен интерес помеѓу сите љубители на шахот и самата гледаност, например, на YouTube, покажува и на Twitch, воопшто покажува дека турнирот на кандидатите според својата гледаност е исто толку присутен како и мечевите за светскиот шампион. Но ние со оглед на тоа што имавме ретроспектива на станите на турнирите на кандидатите, да речеме 50-тите години, за оваа емисија јас издвоив една партија, токму на турнирот на кандидатите од 1953 година, би рекол, рече си пред 70 години. Таму победи Смислов, убедливо со два разлика, но беа играни многу интересни партии, тоа беа 15 надпреварувачи кои што играа два круга. Значи по 28 партии секој. За овој коментар се решив да одберам една од наградените партии, од тие што добија посебна награда за убавина, и при тоа всушност да видиме една партија од петиот поред светски шаховски првак, холандскиот велемајстор Макс Еве, кој што со самата своја појавување на стартната линија предизвикал одредено изненадување, затоа што веќе на 52 годишна возраст и после голема пауза, практично 48 година вече си воопшто и нема играно, ќе го игра овој турнир. И добро ќе се представи, особено во првиот круг, кога по половина од трката или 14 одиграни партии, тој ќе има 7,5 поени. Но во тие 14 партии од првиот круг, тој ќе добие две награди за
убавина, едната против Ефим Гелер со црни фигури во немско-индиска одбрана и втората против Мигуел Најдров, а токму таа партија е интерес од наши интереси која видиме во оваа шаховска емисија. Макс Еве со бели фигури против славниот аргентински велемајстор полско потекло Мигуел Најдров, играна во 9-то коло на славниот меѓународен шаховски турнир на кандидатите цели 1953 година. Макс Еве со бели фигури D4, конј F6, C4, G6, G3. Мигуел Најдров на споменатиот турнир, иако не учествуваше непосредно за првото место, значи добро се класираше и со црни фигури играше активно сицилијанска одбрана и кралско-индиска со црни како во оваа партија. Ловец G7, ловец G2, мала рокада, конј C3. Сега црниот треба да се определи со каква структура ќе игра. За оваа партија тој решил да го игра продолжението од C5. Значи, на овој начин го предизвикува белиот центар, D5 и сега еден многу специфичен редослед на потези E5. Специјалност, сушност на славниот Најдров, кој што вака има играно повеќе партии. Но сега Еве ќе продолжи на многу интересен начин. Се разбира дека потегот D6 заслужуваше внимание, така како игра, например, Корчмет, 72 година. Значи D6, но Еве ќе каже дека D6 е скучно малку заради D6 и во таа симетрична позиција белиот има многу малку, а тој за оваа партија е борбено расположен и игра многу поамбициозен потек ловец G5 со идеја дама D2. Тој ловец би вршал непријатен притисок по дама D2, иако не е ништо толку страшно, се разбира. Например на D6, дама D2, затоа тој веднаш му поставува прашање на Најдров му поставува прашање на белополниот ловец на Еве, што ќе прави на G5. Белиот не губи време, менува на D6, дама F6 и сега важен потек, поврзан со претходниот, а тоа е потегот D6. Се разбира доколку црниот одиграше D6, па потоа ја засолни дамата на E7 и го пушти својот F-пешек со двата ловци, се разбира дека црниот би бил одличен. Вака, овој потек е многу остар, многу интересен и до некаде ризичен. Значи, кои се предностите на потегот D6? Прво, некако ја подвојува таблата на две половини, лева и десна. Полето D5 е многу силно за белите фигури, полето D5 и полето E4, но ризикот е дека тој пешак D6 кој што е одвоен од базата може да биде и загубен. Но да видиме сега која концепција ќе биде успешна. Конј C6, E3 да го покрие полето D4 од упак на црниот конј, B6, црниот сака да го фенкефира ловецот на C8, инаку тој е тамо нели заробен, и сега белиот игра одличен потек ловец D5. Значи тоа силно поле го користи, прво ловецот доаѓа тука и по крал H8 конјот на E4. Се разбира дека по ловец D5 црниот не можеше да земе на D6 со дамата заради ловец F7 шах открие напад, ја загуби дамата. Крал H8 сега сака да земе на D6. Конј E4 со темпо на дамата, која што мора да отстапи скромно назад на D8, зашто доколку дојде на G4, тоаш може да биде фатена со потегот G4. Од тука дама D8 и сега повторно H4, одличен потек, му треба полето G5 на конјот и навистина после F5 конјот доаѓа на G5. Гледате, H4 му беше трамболина за конјот, сега се разбира HG, црниот е гранатиран, ловец B7, продолжува со развојот и сега исто така многу важно како ќе продолжи белиот и тој игра многу одличен потек G4. Значи сите карти белиот ги става на напад. Гледате. Многу небалансирана позиција, многу необична, остра суперпозиција и многу возбудна. G4 да се обиде да отвори што повеќе линии кон црниот крал, при тоа не сметајќи на материјални жртви. Сега ова беше еден момент интересен,
И се чини дека најдров игра најисправно и најпринципилно, тој го игра потегот E4. Например, ако играше коња 5, тогаш ловецот ќе земе на B7 и по коњ B7, дама D5, со двоен напад на B7 и зака на коњ F7 ќе земе квалитетот чист вид. А доколку дама F6, например, играше црниот, тогаш коњ F7 шах и на топ F7 белиот би имал важен меѓупотек G5, како да ја нападне дамата, која што го брани топот и по дама D8, тогаш да го земе квалитетот на F7. Значи, E4 вистинско решение на G4, E4, а белиот продолжува со развојот. Коњ E2, се разбира, никој нема да брои пешаци тука, ловец зема на B2 и коњ F4. Коњот во 2 скока дојде на тоа поле F4, силно поле, веќе напаѓа на G6. И ова е сега еден од овие се разбира дека 2-3 потези ќе ја определат позицијата за подолг период, или може би наредните 3-4, но цената на секој потек е многу висока, затоа што позицијата е многу остра и само еден погрешен чекор, значи може да ја смени оценката на целата ситуација. Или ситуацијата на таблата. Сега, што да игра црниот? Најдрв игра исто така природно дама F6. Например, ако земеше HG5 во оваа ситуација, тогаш би следвало коњ зема на G6 шах и по крал G7 коњ зема на F8 и по дама F8 HG5. Белиот има опасен напад. Истото би било доколку го земе и топот во оваа ситуација. Значи, по коњ F4, ловец ако земе на А1, тогаш повторно коњ G6 шах, тоа е посилно од дама А1, што би следвало дама F6 со темпо. Вака коњ G6 шах, крал G7 и сега GF5. Тој коњ на G6 е посилен од топот на F8, важно е да се отвора што повеќе линии. Ловец C3 шах, крал F1, HG5, дама H5. Иако тука црниот има топ и фигура повеќе, значи многу тешко е да се одбрани од матниот напад. Например, по дама E8, за да не игра коњот, би следвало дама G5, по ловец F6, дама G4. Така, белиот има таков потенцијал што овде и според современите компјутери тој победува. Тоа значи дека интуицијата на поранешниот светски шампион Макс Евен не потврлила, би рекол, неговата шаховско умење, но во оваа партија и фантазија. Топ H8, топ G1, последната резерва влегува во игра и, например, по крал H6, сега коњ H8, коњ F5, со напад на дамата, но повторно меѓу коњ F7, шах, дама зема на F7, во спротивно дама G6 ке беше враг. Сега дама F4 шах и на крал H7 ловец F7. И по коњ F7 дама G4. Со идеја дама H5, белиот има решавачка пред. Значи многу возбудлива, многу интересна партија ги повторав. И сега на коњ F4 најдрв игра дама F6, брани на G6, го подпира ловецот на B2. Значи активна одбрана. Белиот продолжува со својата линија. G земе на F5, тоа е најдобар потек. И во оваа ситуација најдрв решава да го земе топот. Се разбира дека тука може да се поставуваат многу прашања, затоа што многу фигури висат. Ние ќе погледнеме само некој од нив. Да речеме, ако земеше G5 црниот, да го намали нападачкиот потенцијал на белите фигури, белиот повторно нема да обраќа внимание на топот на А1, туку игра дама H5. И по ловец А1, сега коњ G6 шах, крал G7, топ G1. Сега на HG5, топ G5 се разбира. Например, дама C3 шах, крал F1, топ F6, коњ F4. Дама C1 шах, крал G2, дама B2, сега коњ F7. За сега сака кралот да дојде на H3, открие напад, коњ F5, коњ зема на E5 и на ловец D5, крал H1, открие шах. Варијантите се толку комплицирани, но толку возбудливи, што оваа партија за да се види убаво треба доста време и полека да се
оди со тастатурата и да се гледаат потезите, за да може да се разбере подобро. Сега ќе видиме само линијата со крал H8, крал H7 поправо, би следало топ G6. Со идеја дама H6 мат, и по топ G6 зема дама зема на G6 шах, крал H8, конј D5. Со зака на конј F7 мат, дама на E5 зема, дама H6 шах, крал G8, конј E7 шах, крал F7, дама G6 шах, крал F8, дама G8 мат. Значи, како на филмска лента се менуваат варијантите, има разни бравурози, би рекла, прават белите фигури и некако се на крај доаѓа дека белиот ќе помине со нападот, но се разбира дека треба да бидат одиграни најточните потези. По GF5 во партијата најдов го зема топот на 1, следи конј G6 шах, крал G7 и сега конј E4. Ја напаѓа дамата, на ова место заслужуваше внимание и конј F4, што е нешто поточен потек. Но тоа творечко достигување, врвна творечко достигување, за кое што партијата ќе добие награда, се разбира останали по потекот конј E4. Следи ловец C3 шах, крал F1, дамата сега зема на F5 и сега извореден потек конј F4. Потек со два знаци на восклик. Црниот нема одбрана. Гледате, топ има повеќе, чисто повеќе, но кралот значи нема да избега. Крал H8 најдобра одбрана, конј C3, топ од А на E8, конј од С на E2. Конј од нешто зема материјал, повторно се враќа во напад. И воопшто Имак себе ќе даде пофални зборови за својот противник, кој што практично и не е јасно сосема зашто е загубил партијата. И најдов се бранал одлично, дури тука на ова место, а тоа е 24-тиот потек, игра неточно, игра потек топ G8, а најдобар потек е ловец А6. Ловец А6 и во таа ситуација белиот, значи играта не е завршена, белиот има подобри шанси, но предстои уште многу борба. По топ G8 следи H5, одличен потек, прави упориште за конјот. Тој ловец на D5 вреди повеќе од топот на G8. Топ G5, сега конј G3, повторно конјот се вклучи во напад со темпо. Топ G3, дамата немаше згодни полиња за бекство. FG3, топ E3. На некој чуден начин, после сите жртви против жртви, потези меѓу потези, повторно имаме материјална равнотежа, целосна материјална равнотежа, но белиот има решавачка позиционна предност. Крал F2 го напаѓа топот играни на G3, топ E8 и сега топот на H1, кој игра првиот потек во оваа партија, го менува, се бори за линијата, доаѓа на E1, смена на E1, топ E1, дама зема на E1, крал G7 и сега дамата облегува во црниот дама. Дама E8, веќе се заканува со дама G8 и тука црниот е во безпомошна ситуација. Тој се обидува со дама C2 шах, крал D1, дама D1 шах, крал H2, дама C2 шах и сега конјот. Освен што цело време напаѓаше, сега послужи за одбрана добро. Конј G2, си го прикри белиот својот крал, а црниот не може својот да го одбрани. Дама F5, за да ги пази по линијата F7, полето F7, но дамата сега преку G8 прогура. Дама G8 шах, крал F6, дама H8 шах, крал G5, последниот потек во оваа прекрасна партија во врвно уметничко дело, би рекол, од петиот светски шампион Макс Евер, потекот дама G7, тоа е 37-миот потек завршува. Верувам дека уживавте, почитувани слушатели, гледачи на СИ радио. Проследивме една партија, историска партија, која што е врезана во Златниот фонд на шаховското искуство. И верувам дека може да видите дека тоа шаховско искуство, дека ништо не загубило од својот сеј, иако оваа партија што гледавме е 69 години. Зад нас, сепак, по својата содржина, по својата убавина, по својата естетска уметничка вредност, значи во Златниот фонд на шаховското искуство. Тоа би било се за оваа емисија, почитувани. Останете
со здравие и во добро расположение. Вие следите емисијата Шах со Љубиша Доновски.